Текстилниот сектор е под голем притисок на високите цени за енергенси, работна рака и конкурентноста, која ја губи со земјите од Афричко-азискиот регион. Како некогаш, носичката индустрија ќе ја преживее 2025 година. Оваа година ќе биде многу тешка ради познатите случувања во Западна Европа, особено со нашиот најголем стратешки трговски партнер, тоа е Сојузна Република Германија. И мислам дека се ќе зависи од тоа кога ќе престане војната во Украина и кога ќе се стабилизира пазарот во Германија. Како некогаш носичката индустрија ќе ја преживее 2025 година. Нарачките се намалуваат постојано. Значи, она што го имаме сега договорено најмногу до крајот на март, а понатаму се очекува, ако не се случи некои позитивни поместувања, дека ќе се намалува производството и понатаму во оваа година. Периодот по нова година е нов почеток за нови нарачки и нови планови. Какви се нарачките до сега? Најверојатно да, затоа што знаете тешко се наоѓаат нови пазари и се освојуваат нови пазари. Ние сме традиционално врзани со германската економија. Германија е единствена држава со која Македонија има суфицит во трговската размена, така да многу ќе зависи од нив, другите можности навистина се многу мали. Дали економски ранетата Германија се уште е неговиот спас? Македонската текстилна индустрија се соочува со значителен пат на побарувачката од странство, особено од Германија, главниот трговски партнер кој е вклучен во околу 12% во вкупниот извоз на земјава. Според податоците на Државниот завод за статистика, извозот на текстил и облека кон Германија во 2024 година е намален за 18,5% во споредба со 2023 година.